Почитувани граѓани, почитувани медиуми, изјавата на Изет Меджити дека владата ќе вработи 2000 до 3000 партиски кадри на Меджити во државната администрација во најкус рок е скандал без преседан. Масовната партизација на администрацијата пред изборите е јасно договорена со Мицкоски. Прашањето, почитувани, е дали списоците за вработувања веќе се кај него на маса. Откако Таравари изјави дека прво требало да се решат етничките прашања, па потоа да се зборува за економијата, сега Меджити има нова стратегија. Прво да се вдомат партиските кадри, а потоа ќе зборуваме за вработување на квалитетните и способните. Мицкоски во целата ова ситуација молчи, како и секогаш кога е во криза. Почитувани граѓани, ова е најголемата отворена најава за партизација на институциите во историјата. Станува збор за класичен партиски клиентелизам, вработување на партиски кадри, луѓе блиски до владеачките партии, без јасни критериуми и без гаранција за квалитет во јавните институции. Ова, почитуване, истата практика што ја гледавме за време на режимот на Груевски, полнење на администрацијата со партиски послушници, додека компетентните луѓе остануваат без работа. СДСМ прашува: според кои критериуми ќе се избираат овие 3000 вработени? Дали ќе има јавни конкурси или веќе постои список на подобни кандидати? Дали овој список е веќе на масата на Христијан Мицкоски? Дали ВМРО ДПМН молчи затоа што веќе е договорено дел од овие вработувања да бидат нивни кадри? ВМРО ДПМН, која додека беше во опозиција, жестоко зборуваше против партиските вработувања, сега молчи. Тие некогаш обвинуваа дека администрацијата е презаситена и дека треба да се прават реформи, но денес немаат проблем да ја наполнат со своји кадри. Нови 4 министерства, по 3 заменици министри и сега нови 3000 луѓе во администрацијата. Македонија не губи луѓе, почитувани, затоа што нема 3000 работни места во администрацијата, туку затоа што владее корупција, партиски клиентелизам и недостаток на еднакви шанси. Оние што не припаѓаат на владеачките партии остануваат без можности, а професионалците заминуваат затоа што во оваа држава не се вреднува знаењето, туку партиската лојалност. СДСМ, почитувани, бара Државната комисија за спречување на корупцијата итно да постапи по ова изјава. Итно стопирање на сите моментални вработувања во државната администрација. Целосна истрага за овој скандал од надлежните институции. Ова не сме да остане неказнето. СДСМ ќе се спротистави на оваа политика и ќе ја брани праведноста и транспарентноста во институциите. Граѓаните заслужуваат држава во која секој ќе има еднаква можност, а не држава во која работните места се распределуваат според партиски списоци. Ви благодарам.